Африканската чума од македонска каменица пред 10 дена сега се спушти до Виница и Кочани. Ризикот и неизвестноста од болеста за која науката нема лек е голема грижа за сточарите од Штипскиот регион. Па да, нормално дека сме загрижени. Меѓутоа ние задолуваме тука некои биосигурностни мерки. Придружуваме се према тие. Гледаме што помалку да има движење низ нашите фарми. Искам тие што се категоризирани, што се малку поголеми. Борбата да се сочува фармата е во секој момент и Гоце Серафимов ги превзема сите мерки и ги применува сите препораки. Но, дали тоа ќе биде доволно? Сега проблем са помалите фарми. На еден начин ние ги викаме тие кочинари, со по една мајка, две или со по две-три свињи. Тука е малку по-проблемови, тука не може да се контролира работата и проблемите се јавуваат од тие фарми. Прво се јавуваат од планинските места горе. Од друга страна, од Агенцијата за храна и ветерина во врска со овој проблем и загриженост на сточарите е со следниот став. Офатени се 5608 фарми со оваа категоризација, од кои 708 фарми се фарми кои што ги спроведуваат целосно биосигурносните мерки и спаѓаат во категоријата на фарми со низок ризик. Најголем број за жал е на фарми од среден ризик, 4219 до денес, односно заклучно со вчерашниот датум, констатирани се 6 случаи. Болест африканска чума, која не е опасна за луѓето, но е смртоносна за свињите, пред 10 дена се појави во каменичкото село Моштица. Од таму за многу кратко време се спушти во кочанските теранци и пресека, а вчера поради низиното присуство се уништени околу 400 свињи во фарма во виничкото село Кршла. Во овој дел од регионот има повеќе фарми со различен капацитет, а најголем е на Агрија во село Таринци, која е со капацитет од околу 30.000 товеници.